Четврта година се изградени објектите Цветови во Пробишти и објекти Изврчево Злетово, за да во 2019 година успешно се реализира проектот за преадаптација на две зеленални во населно Калниште, а тоа е објект Детелинга. За сите дечиња со огромна љубов и внимание се грижат и воспитуваат сите вработени. Ќе ги поздравам и ќе им се заблагодарам за пожртвуваноста, бидејќи тие секојдневно работат и се трудат децата да ги научат на најважните вредности во животот, а тоа се почита, толеранција, честноста, хуманост и љубов. Нашата цел е да се формираат индивидуи што во иднина ќе дадат свој придонес во општеството. Пробишти во минатото имаше огромен проблем со листа на чекање. Беше невозможно да се работи во група со 40 деца. Но денес гордо кажувам дека овие проблеми повеќе не постојат, а покрај тоа денес и дечињата имаат многу подобри услови од минатото. Ако добро ја следев директорката, после 35 години за прв пат во Пробишти е проширен капацитет за сместување на деца, а после 50 години за прв пат е изграден комплетно нов објект, оваа градинка Срничка во рамки на установата Гоце Делчев, во која што ќе можат да бидат сместени децата во Пробишти. Тоа секако ќе ги намали проблемите со кои што се соочувале во изминатите 5 децении вработените во градинките, во однос на згрижувањето и воспитувањето на децата, меѓутоа ќе отвори нова можност родителите да можат да подобро го планираат своето време, да можат и мајките, наместо да бидат дома, да работат со оглед на тоа дека децата сега ќе можат да бидат згрижени во оваа комплетно нова градинка. Во новиот објект ќе бидат сместени 74 деца во занималните, во јаслите и ќе имаат најсовремени услови, бидејќи се работи за градинка која што е поддржана од страна на Светската банка, се разбира преку Министерството за труд и социјална политика, која што е изградена според најновите проектантски решенија кои се користат во Скандинавија. Ова е објект кој што е вреден половина милион евра. Новите градинки се градат на вистина по светски стандарди, и тоа од друга страна овие нови градинки овозможуваат и нови вработувања. Овде ќе имаме само во оваа градинка нови 25 вработувања, кои што ќе значат и дополнителен економски стимул на општината Пробишти. Не ми останува ништо друго освен да посакам успешна работа на сите вработени во Срничка. Така да една голема благодарност до сите и честитки за сите кои што ќе работат во овој превод. Драги гости, навистина ми представува задоволство што сум денес овде во Пробишти и што имаме можност заедно со премиерот, градоначалникот и жителите на Пробишти да отвориме новиот објект кој што ќе значи нови можности и за родителите овде во Пробишти, нови можности за децата кои што ќе учат овде и ќе се воспитуваат и ќе се згрижуваат, и секако нови можности за вработување за 25 лица кои што ќе ја даваат услугата овде во градинката. Значењето на овој објект, оваа доградба на градинката Гоце Делчев е навистина големо и таа ќе овозможи уште 74 дечиња до 6 годишна возраст преку игра зачекорат во воспитно-образовниот процес и да се стекнат со своите први знаења и вештини, а сите знаеме дека вештините и знаењата стекнати во предучилишното образование исклучително имаат огромно влијание во понатамошниот процес на образование и во понатамошниот раст и развој на децата. Во неговата изградба на овој објект и опремување се вложени над 31 милион денари од државниот буџет и сакала да нагласам овде дека овој нов објект, како и сите останати кои што се изградени во изминатите години, се изградени по сите стандарди, по најдобрите европски стандарди и се енергетски ефикасни. Со отварањето на овие градинки го зголемивме опфатот на дечиња за 1900 нови деца кои што се вклучени во предучилишното образование.
Ова покажува дека социјалната реформа која што ја започнавме од 2019 година, а ја имплементираме во текот на овие години, дава одлични резултати, како во предучилишното образование, така и воспитание, така и во целиот опфаќ од она што значи социјална заштита и вистинска грижа од најмалите до највозрастните во нашата заедница. Сакам да искористам оваа можност да се заблагодарам на општина Пробишти, да се заблагодарам на градоначалникот кој што покажува каква треба да биде соработката помеѓу општинската власт и централната власт и кој што покажува вистинска грижа за сите граѓани во заедницата. И токму преку таа соработка дојдовме денес до отварање на овој објект. Благодарност до директорката на градинката, до сите вработени во градинката, затоа што навистина со сите ваши сили се вложувате на децата од Пробишти да го возможите правилен раст и развој и вклучување на секое дете во предучилишното образование. Убедена сум дека во овој нов објект ќе биде исполнет со многу нови дечини, со многу насмевки, со многу нови научени работи и многу љубов и среќа споделени. Благодарам. Наистина посебно е чувството и чест ми е што денеска сум овде. Како ретко кој градоначалник имал можност за само 4 години да пуштаме во употреба тој објект. 5. јуни 2019 година се пушти објектот во насело Камништа, еве денеска овде на овој наистина преубав објект и редо ги кажам, ретка една ваква детска градинка. Немаше да имам таа чест и немаше да биде големо моето задоволство ако покрај мене не беа моите соработници во општината, да работеа на проектни документации, да работиме макотрапно целиот овој изминат период и да бидеме ретка општина каде што зголемуваме капацитетот на некаде повеќе од 37% од капацитетот кој што го имавме до 2017 или во изминатиот период. Се сеќавам пред 5,5 години некаде беше разговор со тогашна директорка каде што разговаравме околу состојбата во Пробишти во детската заштита и детската грижа. 3 клучни проблеми беа тогаш и големи проблеми. Недостиг на работен кадар кој што ќе пружи грижа во детските градинки, условите по кои се сместени дечињата и самиот персонал и долгата листа на чекање. 70 дечиња беа на листа на чекање кога ја презема полицијата во начин. И едниот, и вториот, и третиот проблем се веќе минат. Од тука само ќе порачам, нека се полнат капацитетите, а јас како градоначалник со моите соработници ќе продолжиме да работиме на нови капацитети. Благодарам. Ајде, деца. Среќа. Благодарам. Кого правиш ова? Кого правите? Благодарам. Кого канцеларија? Драги гости, дојдовте на нашиот голем празник, за нашата градина. Надуваме наши гости и благодариме што мислите на нас. Денеска ќе играме, ќе пееме и радост ќе се.
Thank you.